Вториот се ви читат до Сабај. Македонија во срцете носиме. Десетина родолюбиви песни беа испејани, во нови аранжмани, но со пораките стари. Многу македонски знамења беа развијани. Публиката на пеачите љубов и аплаус им дари. Култните ора, Копачка и Тешкото беа одиграни. Се потсетивме на Меанџи Геналеј и на Ваташа, Заведна и Бог да го прости Миле Попјорданов и на многу други од патриотската ризница наша. Додека татковината сакана преживува агонија, карван распеан, Македонија во срцете носиме, треба да ги потсети сите градови во Македонија, со песни и ора и љубов на душманите пракосиме. Благодаря, Ваня, матиците. А сега, апсолутно неголемиот аплаус, тука сите мислите дека Маневски го заслужил, ама јас сум джентлмен, а пошто ги познава и Маневски, неговата сопруга, Цветанка Маневска, најголемиот аплаус за Цветанка Маневска, пошто во први 24 хилостело, спомен се гледа доста, ама тешко на Цвета и за мене таа заслужува една посебна благодарница. Таа е жена, херој што испртела еден ваков новинар, публицист, поет, а на времето кога бевме помлади мажишти. И јас и тој. Не ми се фала. Од прилика, сега дојде време да ни се представи Васил Маневски, прво што викаше Кико, да прочита автентично, не долу, за да те гледам ја дозгоре, да го контролирам. Не, сакам долу Маневски да се обрати, за да биде поблиску до публиката и мислам дека ќе се направи поголема хемија, ако Васил е тамо. Маневски, прво ќе те молам да се обратиш, да прочиташ една песна. Разбира, од Хиджимчето. Оваа песна е напишана последна, книгата беше веќе во печат, јас му реков на Миле, ако нема место во содржината, стави на полица. Народната одлука. Македонците го дочекаа овој ден, за да го добијат одговорот потврден со гласот народен, че се куртулиме од товарот што години ни тежи на плечите, што ни го компликува животот, што ни ги донесе несреќите, што ни ја прокуди младината, што ги запусти нашите села, што ни ги празни градовите, што направи предавнички дела, ќе се ослободиме од гадовите што ја понижија Македонија цела, што и го урнисаа достоинството, пазарејќи се катадневно за историјата, јазикот, идентитетот. Македонското население е гневно и ќе покаже пред Европа и светот дека овој народ е чесен и свесен и дека не е плен лесен македонец. Почитувани пријатели, почитувани другари по перо, меѓу нас има автори и други, ви благодарам што одвоите време и дојдовте на оваа промоција, да се видиме, да се чуеме и дај Боже здраве уште многу пати на повеќе места да се гледаме со нови успеси, наши лични, но и заеднички на нашата татковина Македонија. Благодарам. Това се беше кратко, по интересно времето. Тука некаде мислам дека треба да заврши нова промоција. Таму имате
имате книгите, македонските состојби, цената е символична, 200 денари, кој сакат може да си купи, кој неće без сакање нека купите. Ќе имате и подпис од Васил Манаски на книгата. Да прашам некој нешто ако сака да додаде да каже за авторот на крај. Повеќе. Добро вечер од мене до сите, добро вечер до авторот. Јас сум по својство негостин. Меѓутоа, чувствувам потреба дека фали на таа манифестација, на таа промоција еден виц. Јас не сум автор на песни и на книги, ама сум автор на вицеви и на куќи. Сега ќе кажам еден виц. Што го смислим на лице место. Лета еден авион над Африка. Паѓа во Африка, во некое племе човекојаци. Од авионот преливуваат тројца. Еден од Америка, еден од Франција и еден од Македонија. Главниот на племето вика, сега ќе ги прашаме еден по еден. Ако знаеме од каде е, го пуштаме да си оди. Ако не го знаеме од каде е, го ставаме во котелот и го јадеме. Го праша тојот, ти од каде си? Вика од Америка. Каде е тоа Америка? Како не знаете кај е Америка, најголема земја, најмощна земја, се меша секаде. Ма каква Америка, каква мощна земја, во котелот и да јадеме. Го праша тојот, ти од кај си? Од Франција. Кај е тоа Франција? Франција, земја во Европа, Айфелова кула, мощна земја. Ма каква Айфелова кула, какви мощни земји, во котелот и да јадеме. И Македонецот вика, не ги знаат американците и французите како сега јас да се представам. И тој слуша како да се представам од Македонија. И главниот слуша, Македонија, па вика, таму има еден Васил Манески, тој за нас пишува Катрини. А не побараме да верне со Васил Манески. Знаеш ли која е единствена земја каде што нема вицови во светот? Македонија. Тука е се вистината. Сега би сакал докторката некако дете, туку промотор да ја прашам како ти се свиде промоцијата, има ли разлика меѓу промоциите во Германија, во Америка, во Швейцарија и во секаде? Значи не е докторка, туку докторка над докторите. А па јас и тети. Не се доктор е Повели. Повели, наистина ми представува посебно чест што си вече да сум. Представува чест што се сите тука. Но сакам падна, добро. Повели. Сега да посетам некои културни настани во Делчево и татко ми кажа има, сум на промоција и затоа дојдовме. Не сум била на промоција на книга во странство, за жал, бев во Америка. Сега повеќе научни конференции каде што одам, малку поразлично е, ама сепак тоа беше повеќе уживање, тука не го слушање за работа. Многу хвала. Благодарам. Освен што пишуваш научни трудови, пишуваш ли нешто на децата домашни? Пишувам, значи, не само научна работа, битно е науката да се промовира, особено да се донесе на ниво за луѓе што не се научни работници. Ласката година добив проект од Европската геофизичка унија во Виена и пишувам книга, подочно не е книга, задачи се за деца, преку игра да научат геофизика и проектот трае до крајот на годината. Има преводи на 20 јазици и се надевам другото лето можете да ја промовирам. Ако ти се допадна како јасно промотор, јас се јавам да те промовира и тоа не само во Делчево, ни цело. Али само да додадам, не сега да продавам, значи ќе биде бесплатно за сите. Значи,
Во договора што го подпишавме со Европската унија, не сме ние да се продават, да се дава бесплатно на деца. А колко са виналите се печат? Не знам, за сега испечатихме, значи имаше 2 настани, еден во Виена во април, имавме околу 200 примери, и сите ги поделихме, тоа беа деца на научници што посетуваат научни конференции, бидејќи нема кој да ги чува дома. Вториот настан беше во Германија, во јуни месец имавме уште 200 примерци во темата науката во Крадовиште институтот и таму се се потрошија. Значи имаме моментално англиски и германски верзии, до крајот на годината ќе имаме уште повеќе. Докторки ти благодарам и како промотори и како тетери, навистина грешисца. Заслужуваш да си доктор на наука. Драги пријатели, драги любители на пишаниот збор, драги пријатели на Васил Маневски, комши, пријатели по перот, со тоа промоцијата завршува, кој сака може да си купи книга по 200 денари, авторот ќе ви подпишува, како ќе купи најмногу книги, ќе ви го дава ова